Сакате да поттикнете општествени промени за зачувување на природниот свет? Кампањата за социјален маркетинг за заштита на животната средина ќе ви помогне во тоа. Ако сте дел од некоја граѓанска иницијатива или организација, или сте вработени во јавна институција или компанија, следете ги следните чекори за да реализирате кампања за социјален маркетинг. Спроведете истражување пред почетокот на кампањата преку анкети, фокус групи или интервјуа, за да ги разберете ставовите и однесувањето на целната публика кон заштитата на животната средина. Дефинирајте ја главната цел на кампањата, тоа што сакате да го постигнете со специфичното однесување или делување што кампањата треба да ги поттикне. Поставете смарт цели на кампањата, односно јасни и конкретни цели што ќе бидат усогласени со генералните цели на организацијата или иницијативата за заштита на животната средина. Например, во период од една година да се зголеми стапката на рециклирање во заедницата или да се промовира употребата на обновливи извори на енергија за 20% над сегашното ниво. Идентификувајте ја целната публика, односно специфичната група на луѓе за која е намената кампањата, врз основа на возраста, полот, образованието и социјоекономскиот статус. Исто така е важно да ги разберете ставовите и однесувањето на целната публика кон заштитата на животната средина. Например, во кампања за намалување на пластичниот отпад, целната публика може да бидат млади од 18 до 35 години што живеат во крајбрежните места или се посетители на плажи, каде што загадувањето со пластика е повидливо и кои се еколошки свесни, општествено одговорни и подготвени да направат промени во своите навики. Употребата на транстеоретскиот модел на промена на однесувањето помага да се разберат 5 фази низ кои поминуваат поединците кога го менуваат своето однесување. Тоа се: предконтемплација, кога поединците не се свесни за сопственото проблематично однесување; контемплација, кога поединците се свесни за сопственото проблематично однесување, па дури размислуваат да го променат, но се уште не превземаат акција; подготовка, кога поединците се подготвени и решиле да превземат акција и планираат да го сторат тоа во блиска иднина; акција, кога поединците активно превземаат чекори за да го променат своето однесување; одржување, кога поединците го промениле своето однесување и работат на тоа да го одржат. Нема сите поединци во целната група да бидат во иста фаза на промена. Затоа, овие информации се корисни за да се приспособат пораките и каналите за комуникација. Креирајте пораки што ќе бидат приспособени на потребите и интересите на публиката и ќе ја поттикнат да превземе акција. Еве неколку совети како да ги креирате клучните пораки. Определете ја главната порака. Во кампања за намалување на потрошувачката на енергија, таа може да биде: заштедете пари и помогнете и на планетата со користење на енергетски ефикасни апарати. Користете едноставен и јасен јазик и избегнувајте технички жаргон. Истакнете ги придобивките доколку се превземе акција и влијанието што таа ќе го има во корист на животната средина и заедницата. Користете емоционална привлечност што ќе одговара на емоциите и вредностите на целната јавност. Бидете концизни и конкретни за пораките лесно да се запомнат. Изберете соодветни алатки и канали за комуникација за да стигнете до вашата целна публика, како социјални медиуми, мобилна апликација, е-пошта, веб портали, телевизија, радио, билборди, постери и слично. Важно е да се земат предвид силните страни и ограничувањата на секој канал и да се изберат оние канали за комуникација што ги користи вашата целна публика. Спроведете ја кампањата така што ќе направите детален план што ќе опфаќа активности, алатки и канали за комуникација, временски рокови и ресурси, како создавање веб страница, сметки на социјалните медиуми, односи со јавноста, организирање настани, медиумски појавувања, рекламирање на ТВ, радио и онлайн медиуми. Понудете им на луѓето конкретни чекори што може да ги превземат. Например, кампањата за намалување на пластичниот отпад може да ги поттикне луѓето да користат чиша за вода што може да се полни и правилно да рециклираат, да содржи активности за откривање и чистење деви депонии, да предвидува соработка со локални фирми за да се намали употребата на пластика за еднократна употреба или пак соработка со еколошки групи
и јавни институции за да се спроведат политики и иницијативи што го намалуваат пластичниот отпад. Следете ја и евалуирајте ја кампањата за да се измери незината ефикасност, како што се досегот, ангажираноста и промената на однесувањето. Тоа ќе ви помогне да знаете што било успешно и кои области треба да се подобрат. Заштитата на животната средина не засегнува сите нас. Со кампањите за социјален маркетинг, охрабрете ги луѓето да превземат акција и да ги променат своите навики.